Dobro, како што е вообичаено за овој период од денот на изборите, владее затишје во пладневните и раното попладне обично нема многу активности и заради тоа овој преглед на извештаите од изборното наблюдување на Цивил ќе биде и доста пократок. Се разбира, во меѓувреме можете да ги погледнете извештаите од претходните две пресконференции во 8 часот и 30 минути, како и она во 14 часот и 30 минути, исто така објавени и на civilmedia.mk. Одиме со овој преглед и воедно можеме да погледнеме и фотографии од неколку прилози на редакцијата Цивил Медија. Гледаме очигледна злоупотреба на малолетници и на деца кои со партиски обележја ги придружуваат своите родители на гласање. Го повторуваме апелот децата и малолетниците да не се злоупотребуваат во партиска кампања и да не бидат ставени во ситуација бидат дел од кршењето на изборниот молк. И при тоа ги повикуваме институциите да реагираат и да ги санкционираат одговорните за ваквото однесување. Се повторуваат случаи на лица кои ги нема на избирачкиот список, како и случаи на прскање односно обележување со спреј на гласачите пред да се увиди дали се тие на избирачкиот список или не. На овие избори забележуваме сериозни случаи и големи бројки повторно, би рекле дури еден е премногу, меѓутоа сериозна бројка од гласачи кои не можат да го остварат своето фундаментално право на глас и на денешниот ден. Нашите повици, нашите апели до институциите и до Државната изборна комисија не вродија со плод, така што во Кичево имаме неколку десетици граѓанки и граѓани кои се пожалија дека ги нема на избирачкиот список, а во еден случај, поточно во случајот со едно семејство, имаме бришење од избирачкиот список во општина Аеродром, за потоа тие гласачи да се најдат себеси на избирачко место во основното училиште Песталоци во општина Центар. Значи преселување на гласачи од една во друга општина без тие воопшто според сведоштвата и според доказите, според личните карти, без тие да бидат преселени во ниеден момент во последните 25 години живеат во општина Аеродром и само на овие избори за прв пат се преселени од општина Аеродром во општина Центар. Индикативно, симптоматично и навистина случај кој допрва треба да се разгледува и да се види што тоа се случува со избирачкиот список. Наблюдувач од Синергија според еден извештај работи со УВ ламбата на избирачкото место 2381 во општина Петровец. Наблюдувачите од граѓанското општество не се овластени да вршат било каква замена на членови на избирачкиот одбор. Тоа е против процедурите и против законот. Исто така се забележуваат случаи на масовен транспорт на гласачи со комбиња во битолската населба Баир, што веројатно може да го видиме и од другиот прилог кој е веќе објавен и слободен за преземање од civilmedia.mk. Понатаму нотирани се случаи на семејно и групно гласање во повеќе места, избирачки места во целата земја и тоа во општините Прилеп, Кичево, Битола, Карпош, Аеродром, Кисела Вода, Липково и Шуто Оризари, како и во општината Сарај. Издвојуваме дел од тие извештаи за семејно и групно гласање во избирачкото место 2447 и 2447-1 во село Ласкарце, општина Сарај. Имаме такви случаи на семејно и групно гласање, меѓутоа избирачкиот одбор според наблюдувачот на Цивил воопшто не реагирал. Седни си го задникот на место,
му рекол еден член на избирачкиот одбор со уште послободен речник од овој што сега го употребив на наблюдувачот на Цивил кога тој прашал зошто се дозволува семејното гласање. Во Отља, општина Липково, не се користи спрејот за обележување на гласачите и УВ ламбите исто така не се користат, а семејното гласање се толерира во целост, како воопшто да не постои пропис или процедура или закон според кој секој гласа за себе. Понатаму, актуелна пратеничка во сегашниот состав на парламентот на Република Македонија неколку пати е забележана како превезува гласачи до избирачкото место број 1222 во општина Неготино, додека актуелен член на Советот на општината го крши изборниот молк и отворено агитира кај граѓанките и граѓаните на општина Делчево. На избирачкото место број 2479 во населба Железара, општина Газибаба, една граѓанка добила веќе заокружено ливче, пошто била повикана полицијата, а прекинот на гласањето траел 45 минути. Во оваа прилика би сакале да подсетиме дека според изборниот законник секој прекин на гласањето на избирачкото место треба да го продолжи, избирачкиот одбор треба да го продолжи гласањето за толку време колку што траел прекинот, најмногу до 3 часа, доколку прекинот трае повеќе од 3 часа, тогаш тоа избирачко место треба да се прегласа. За крај би сакале да констатираме дека продолжува злоупотребата на деца за политички цели и тоа е крајно неприфатливо. Би сакале да уште еднаш да апелираме и да инсистираме кај институциите на државата остро да реагираат за секоја злоупотреба на децата и малолетниците во политички цели. Исто така апелираме и до медиумите да ги пренесуваат нашите изјави онака како што се објавени, бидејќи промената на насловот може да значи многу и да предизвика дезинформација, без оглед на тоа што самата содржина може да биде преземена во целост и тоа да предизвика непријатни последици. И исто така, кога се цитира оваа пресконференција, тогаш може да се употреби името на тој што е водител на пресконференцијата, меѓутоа кога се цитира друг извор, тогаш е коректно да се цитира авторот или авторката на содржината од Цивил Медија МК, како што е напишано, бидејќи треба да ги почитуваме и тие и нивниот труд. Им благодариме однапред на колешките и колегите од медиумите, а со нови информации ќе се појавиме во 19 часот и 30 минути. Исто така би сакале да најавиме дека во 20 часот ќе имаме извонредно интересна дебата, панел дискусија со Александар Новаковски, правен експерт и поранешен председател на Државната изборна комисија, Александра Гавриловска и Сашо Ордановски, кои ќе говорат од своји аспекти за изборниот процес. Како и секогаш Цивил најбрзо излегува со заклучоците, меѓутоа тие исто така се и најдобри и најточни како и секогаш. Па се надевам дека ќе се видиме и во 19 часот и 30 минути и во 20 часот со оваа интересна панел дискусија. Тимовите на Цивил ќе бидат на теренот до целосно исцрпување на сите информации од теренот и исто така прес-центарот ќе работи сигурно до полноќ, ако не и подоцна.